Имаме една много радостна вест, сестра. Удат на Марча, мора побрзати. Ајде девојки да побрзаме, да не задушиме на генералната програма. Важи, good luck. О, незгоднија со нивната прекрасна игра, и успеав ти да им кажам. Еве, мама, не се ќе ја соопштам еса. Мамо, погодиш ти имам да ти кажам. Синчета, молам, пушти ме сега. Ке задоцнам за моите вежби по аеробик. Не ми е прв пат, секогаш доцнам, значи не сакам да ме опомнувам. Ајде, зборувам кога ќе се врати, важи? Добро, мамо. Ајде, те сакам, мама. Чао. Еј, тато, погодиш ти имам да ти кажам. Да ме лажеш? Абе, не да те лажам, да ти кажам. Пак најде мене да ми досадуваш. Дали татковците служат само за тоа или за нешто друго? Веќе си доволно голем и треба да разбереш дека децата треба да ги почитуваат родителските обрзи. Гледаш дека имам работа. Имам работен состанок и треба да се приклучам на Zoom. Добро, тато. Окей. Никој не ме слуша. Еј, бабо, како си? Имам нешто многу убаво да ти кажам. О, хубавеца, баба. Што бе толку убава веста? Почекай. Мојата турска серија завршува за 20 дни. Сега е најинтересен дел, баби. Добро, бабо. После ќе зборуваме, баше? Да. Баба нема време за мене. Еј, Дело, баш ме милоше си тука. Погодиш ти имам да ти кажам. О, дедино сонце. Сега морам да... Онај стара вазата ме победаме на капија шана. Тој го подава на мене во шана. Како да тоа? Штом завршам гривнешке дел. Ние тројцата си кажеме, стари трудаме. Важно, Дело, да го победаш. Никој не ме слуша. Никој ли нема време за мене. Сакам само нешто да им кажам. Каква беја направи вчера? Сам си го бараше, брат. Он на мене. Ти бре немаш родители. Наоколу се моткачи ги мириш улиците по цел ден. А така ли е? Една ти сега дебили шајки во новото ауди. Што зашто секој деца днеска кожа? Брат, ама и шајки се погодија. Ти зима во работа улица, брат, чичко трае. Ајде, шајки ми. Шо знаеш? Што? Ки имаме работа? Ајде, побртки да се туда малку. Да видам што со малјан излема кисело. Да ние ќе го расположиме. Еј, Малечо, што се седал тука сам? Што си да кажа да расположи? Ништо. Малку се растажи. Ти си се растажил, па тоа е невозможно. Ти си невеселото дете во нашето мало. Што таа може да мачија? Ајде кажи ми. Се вратив дома после школа и сакав на моите да им кажам дека дојдов петка на тесот по математика. А знаеш, кај нашиот наставник да добиеш петка е реткост, ти треба да бидеш прав гений. Што се случи? Никој немаше време за мене. А денес да добиев единица, сите ќе има време да ме напаѓаат.
Мајка ми ке кажеше, срам да ти, се ти обозможевме, а ти... Татко ми ке продолжеше, ти купив најскапи патики, најскап мобилен, а ти... И баба ми, дедо ми, исто ќе се намеша, ќе воздигнуваат. А денес, кога дојдов петка на тестот по математика, замисли по математика, никој нема време за мене. Дали некогаш возрастните ќе разберат дека децата треба да бидат искарани кога ќе направат нешто лошо? И треба да бидат слушани кога ќе направат нешто добро, да имаат со кого да споделат радост. Абе, бате, јас знам како ти. Моите родители никогаш нема време за мене. Затоа се топаме до мене. Друштво! Друштво! Ново другарче. Здраво, здраво. Сега ќе појдеме на продавничето на кјошот, ќе земеме лиминки, ќе идеме да се прошетаме. Да виш некако се дружиме се забавуваме. Така ли е, друштво? Како може да го заборам новчаникот? Ова може само мене да ми се... Дечки, чекајте, мајка ми звони. Ало, мамо? Зарем ти заврши аеробика? Не, сине, не ни отиду. На пола пат одлучив да се вратам, а аеробикот може да почека и да биде полудина. Знаеш, сине, се срамам што не ти слушаш. Зарем може нешто да биде поважно од тебе и од твојата среќа? А каде си ти сега? Јас? Јас малку излегов надо. Ајде, одма, дојди си дома. Мама ќе направи топли куканки. Едва и чекам да ми ја соопштиш радосната вест, што пред малку сакаше да ми ја раскажеш. Топли куканки. Да. Веднаш ќе дојдам. Ајде си. Чао, мамо. Друштво, јас морам дома. Сигурен си, много интересно ќе ни биде. Па да, мајка ми ме вика. Сигурно ќе идеш? Па морам, друг пат се дружим. Тоа е, ајде, следо. Чао. Ајде, шом бе, брат, не си се кире. Џебојбе, полни ми се со шајки. Дај да направиме некоја нова белја. Аз друштво, може малку само на стека за малку. Мали Лучо, браво, сам, алауде. Кога ќе се сетам ја во основно, колку само ја сакав поезијата. Имав желба да станам и поет. Само какви текстови пишував во основно, кога ќе ме суснеше мојата наставничка, обавезно ќе речеш. Браво, Никола, јак си напев, нема што. А потоа ќе се приближеше, ќе ми рекеш. Кога ќе подпорастеш, немој да ме заборавиш. Кога да напишеш нова песна, дојди, прочитај ми. Таа моја добра наставничка Даница, колку само веруваш. Убаво е тоа кога има некој да те вика. Имаше денови кога јас чекам некој да ме викне и да се сети на мене. За жал, ова е ќе не. Ај, друштво, одиме!